Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание. Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва гостин во студиото е Никола Тодоров, министер за здравство. Добро вечер, добре дојдовте уште еднаш. Добро најдов. Од работа ви измакнав вечерва. Директ. Значи, како шефот, така и вие работите. 0,24 буквално вие. Многу работа. Делувате малку уморно, но добро, знаете како, на крајот на криштата, покрај целото незадоволство, барем сатисфакција која човек ќе види дека навистина се трудите и нешто се обидувате да направите, да измените во ова наше, ајде да кажам, црна дупка што имаме во здравството. Знаете, господин Тодоров, кога и ја ќе се преслушам и кога ќе видам колку пари државата има фрлено за здравство, не фрлено, огромни пари, и повторно имаме незадоволство и така натаму, тоа мене ми збори за една друга работа. Дека ние сме преживеале некоја атомска бомба, таква некоја нуклеарна несреќа, на такво ниско примитивно ниво сме биле. Види, здравството е проблем секаде. И во Германија ќе најдеш незадоволни од здравството. Во Франција исто, во Америка исто, во скандинавските земји. Значи, се наоѓаат проблеми во здравството, искачаат кои што во различни земји, на различни нивоа, некаде некој проблем е решен, некаде не е. И сега, тоа дека ние ќе направиме идеален здравствен систем, нема да направиме. Дека има идеален систем здравствен во свет, нема. Знаеш зашо? Ако имаше, сите така ќе го моделира системот како тој. Има она века, зошто ние го бркаме и го тераме американскиот? Ние сме приближно до американскиот, може така да се каже, или до германскиот? Не, европски. Европскиот е наш систем. Здравствен модел. Видите, во Америка е друг модел. Во Америка е претежно повеќе со плаќање, принцип вака поскапи здравствени услуги. Ако имаш доволно средства, имаш пристап до сите. И тогаш имаш пристап до најдобро здравство во свет. Ако имаш пари. Ама ако немаш средства, тогаш имаш проблем. А Европа се темели на солидарност, на солидарен концепт на здравство, и Македонија го има исто така тој солидарен концепт на здравство. Добро, еве, ја спомнавте Европа, викендов престојувавте во Копенхаген, бевте во Данска, на 64-та сесија на регионалниот собрание на Светската здравствена организација. Светската здравствена организација, откако зајак на интернетот, е под силна критика на јавноста, теории на заговор, сериозни критики и така натаму. Еве, ќе ве оставам првин, вие кажете ми ги оние официјални работи, зошто бевте, што разговаравте, како Македонија е третирана таму, што се заклучоците, што се препораките од оваа сесија? Како делегација учествувавме на ова 64-то собрание, на регионално собрание на Светската здравствена организација на Европа. Од секоја година практично тоа се одржува. Но оваа година имав и обраќање во својство на председател на мрежата на здравствената мрежа на Југоисточна Европа. Сега сум председател ја на здравствената мрежа на Југоисточна Европа. И на тоа сте? Да. Господин Тодоров, и седиштето... Вие сте министер за здравство. Вие сте главни во изборниот штаб на вашата партија. Сега и ова. Не, друга е ова. Да. Во рамки на Светската здравствена организација има тело на здравствена мрежа на Југоисточна Европа. Тука има повеќе земји, сите земји од регионот плюс Израел. Се тука земји членки, и седиштето на таа здравствена мрежа е во Скопје. Тоа е вака многу значајно. И директорката на Светската здравствена за Европа беше во Македонија, нели, тогаш кога го промовиравме ова. Планираме повторно да дојде некаде во ноември, го потврди, сакаме да организираме министерска конференција овдека во Македонија, во мрежата, на мрежата, така да тука е седиштето, и сега председателството е на Македонија, и јас практично делувам како председател на мрежата. Имав обраќање таму, имавме неколку иницијативи. Обраќање на која тема, ако може да се знае? Тоа сега го почнувам. Значи, имавме неколку иницијативи. Прво предложивме да се направи едно постојано тело како кризен штаб, кој што ќе се собира, ќе заседава, ќе расправа и ќе нуди решенија во време на кризи.
од здравствен аспект кризи, или кризи кои што може да влијаат на здравството. Како на пример се во Србија има поплави, во Бугарија неодамно имаше поплави, Босна, Хрватска и така натаму. Значи од два аспекта, едните се збориме за епидемии, други збориме за непогоди или финансиски тие непогоди носат здравствени проблеми после. Здравствени проблеми. Значи тие после носат епидемии, носат болести, зарази, бактерии и така натаму. Значи систем на делување. Значи систем на делување во рамки на мрежата кој што е едно координативно тело кој што брзо ќе одговара на овие предизвици. И планираме тоа да го направиме сите земји членки на мрежава, да направиме едно такво тело во случај нешто да има таква непогода или било каков здравствен ризик, да се состане и да има координирани мерки. На крај крајава ние сме секогаш појаки и повлијателни во меѓународни организации кога сме интегрирани. Оваа здравствена мрежа на Југоисточна Европа практично може повеќе да и се слушне гласот во светска здравствена него на било која земја членка поединечно. 15 години више ќе биде мрежата. А во врска за делување, координирано делување, на што алудирам? Имаме експлозија на ебола, се случува епидемија на ебола во Африка. И, например, ако тоа би се проширило, дали ова тело би можело да координира симултано затварање на граници или реакција на здравствени екипи? Тоа тело тогаш би се состанало, би се донеле заеднички заклучоци и по тие заклучоци после би се држале земјите членки на мрежата. Тоа е идејата. Значи, идејата е дека колку повеќе ваква оваа мрежа зајакнува, ризиците од евентуални здравствени проблеми ќе бидат намалени. Значи, ние ќе бидеме како регион поорганизирани. Тоа е поентата, како регион да бидеме поорганизирани, затоа што здравствените ризици не проаѓаат на граница со пасош. И тоа сте во право. Ме разбирате, не секогаш. Некогаш може да бидат увезени така, некогаш може да бидат увезени во комарец, во гума на камион. Така. Значи не се здравствените ризици секогаш национално вака со граници одделени. Така да има сериозни предизвици на кои што мора координирано да се одговара. И тоа не е иницијативата. Добро. И мислам дека ќе биде прифатена. Добро, што е потребно за да таа се реализира? Материјални средства, тоа сигурно би требало организационно, во рамките на нашето здравство, што би требало да се организира? Па ние сега почнавме еден проект да направиме така наречена ситуацијска соба или situation room, во која што ќе се сливаат сите информации. И потоа може таа соба да се искористи и во целиот регион. Имајќи предвид дека нема таква ситуацијска соба во регионот, да се искористи таму да се слеваат сите информации кои што се витални од овој аспект и потоа врз основа на тие информации да се предлага координиран одговор. Во случај на криза тоа би се Во случај на било каков здравствен ризик, криза, епидемија или било што го загрозува здравјето на животот. Да бидам малку наивен, значи не збориме за изградба на некој посебен бункер каде што вие, туку едноставно системски, туку организационно како вие сето тоа ќе го... За ситуацијската соба ме прашувате или за ситуацијската соба е де факто организација во која што има луѓе кои што постапуваат по строго определени протоколи, во кои што се слеваат информации од различни места, витални информации, врз основа на тие информации се прават анализи и се предлагаат мерки. Кои ги тоа е вака некоја дефиниција. Протоколите кои ги поставува? Па има светски признати протоколи, меѓутоа генерално тоа се протоколи од Светската здравствена организација. Што е она што друго се збореше на ова? Што се Втора иницијатива која што имаме ние е иницијатива за слободно движење на лекарите во рамки на здравствената мрежа во правец на обука. Значи идејата е да ние Македонија на пример дефинира дека има потреба, има волја да испрати 300 лекари надвор оваа година, а има волја да прими 200 лекари на обука тука. И сега Хрватска исто така ќе декларира определена бројка, Србија ќе декларира бројка, Босна, Израел, Романија, Бугарија ќе декларираат бројки. Врз основа на овие бројки да треба во мрежата едно посебно тело во рамки на секретаријатот да направи распредоба и да овозможи докторите да одат во една или во друга земја на обука на размена. Значи да идат 2 месеци од Македонија во Хрватска, од Хрватска во Бугарија, од Бугарија во Србија, од Србија во Македонија. Значи да има таква можност да докторите определен временски период поминат во друга болница работејќи, пренесувајќи искуства или стекнувајќи искуства и тоа е во интерес на сите.
Тоа е во интерес на сите земји. Во некоја земја, не знам, ние сме отишле понапред во некоја метода, во друга метода отишле србите понапред, во трета бугарите, во четврта хрватите. Идејата е да си помогнеме сите да добиеме прилично избалансирано или изедначено ниво на развој и после тоа сите заедно да одиме на повисок степен на развој. Зашто од што зависи квалитетот на здравствениот систем дневно? Од квалитетот и од нивото на знаење и вештини на докторите. Тоа е прво и основно. Викаш? Да, 100%. Нормално значајна и опремата. Без опрема не можеш да имаш современа медицина, меѓутоа можеш да имаш најсовремена опрема, ако не знаат да користат докторите. Еве сега, например, ако купиме ние робот Да Винчи, има Да Винчи се вика робот со кој што се прават определени операции хируршки во хирургија. Ако купиме, никој не знае да работи на таков робот во Македонија. Значи ќе го купиме и ќе стои. Така, може ли да се спротивстава малце на оваа опремата, може да полемизираме колку сакате. Сакам да полемизирам малку на ова. Зошто? Моето искуство што го имам со државното здравство и со приватното здравство, бидејќи и во едното и во другото ги сретнувам скоро истите кадри, дури и ротираат, едни се враќаат, идат и така натаму. Се сретнувам со истите лекари, но во приватното здравство добивам подобра услуга. Ама тоа е друго нешто. Чекај. Океј. Сакам само да се доискажам. Може. Значи, истите лекари се. Зошто ви се спротивставувам? Велам, истите лекари се ставени во една ситуација, делуваат многу полошо, во друга ситуација делуваат многу подобро. Ги прашу, секогаш разговарам со парите. Имам дома човек кој бизнес менеджмент има завршено и така натаму. Каде што вика, во еден момент парите не се важни. Значи, не е ни платата кај лекарите важна. Што е проблемот? Проблемот е, по мене, сега ја како го перцепирам сето ово, некако поише како паталец, дека организацијски приватното здравство успева подобро да се организира, поточно ако веќе ги зема примери, например, не знам, американски, Дубај, европски, фински, руски и така натаму, и го имплементира и тој некако подобро функционира. Кога ќе ги прачаш, пациентите се позадоволни. Од државното здравство, ај по дефолт нека е легитимно, нели? Све не чини, све не се задоволни, сепак далеку подобро ќе речам. Но пак во истата ситуација тие лекари даваат полоши перформанси. Организацијската поставеност. Ајде вака да објаснам. Ајде. За две различни работи зборевме. Јас зборам за квалитетна здравствена услуга, значи на квалитетна медицинска услуга. А ја го сваќам едното исто. А вие зборите за хоспитална култура. Значи две различни работи кои што идат рака под рака, ама се различни. Јас зборам за квалитетот на здравствената услуга. Значи, дали ќе добие квалитетна услуга со цел да биде излечена состојбата или болеста во која што се нашол пациентот и на каков начин тоа ќе се направи. Да. Значи, јас зборам за тоа, за квалитетот на медицинската услуга. Сега, ова е нешто друго. Односот е нешто друго. Тука имаме сериозен простор да работиме и работиме на тоа сериозно. Имам многу проекти кои што се тој прават. Ја не сум памтел. Проектот Мој термин, од проектот Хоспитална култура. Еве сега, например, Мој термин, тоа е културолошки пробив. Е Мој термин. Да треба да дојде некој точно на време, пациент, и докторот да треба да дојде точно на време, и пациентот да влезе тогаш кога има закажано. Сега што имаме ситуација со Мој термин. 27.000 пациенти не дошле, не е точно. 27.000 пациенти не дошле на закажан термин во еден месец. Еден пациент 27 пати во исти месец не дошол на закажан термин. Значи си закажува и не доаѓа. И ти не идеш на тој термин. И не идеш еднаш, окей, се случило нешто. Не идеш 2 пати, не идеш 18 пати во тек на 2 месеци. На истиот преглед. И што се одговорите? Што се одговори? Ментален склоп ли? Треба да го промениме ово. Треба да табиете. Некаде е табиет, некаде е неодговорност, некаде е пониско ниво на култура. Зависи кај различни луѓе, различна е причина. Сега, откако им изреагиравте на овие? И од друга страна проблем. Докторот. Добро. Има од друга страна, тој што треба го пречека. Значи не се ова се 27.000, ама нема 27.000 пациенти, има 400.000 пациенти, 500.000 пациенти. Што доаѓа? Сега, од друга страна треба и докторот таму да биде. Сега и тука има, како да ви кажам, што има? Аспект на кој што сериозно
работиме и треба да продолжиме да работиме. тој не доаѓа на тоа е време. докторот да мора да биде на време таму. И тој има проблем? Некојаш е проблем. Кај некои доктори си се многу ревностни и си се таму во амбулантата. Чекаат пациентите, таму се ги прегледуваат и така натаму. Некои доктори не се ревностни. Некогаш има и објективни причини. Например, дојде итен случај се. Мора да излезе докторот да помогне итен случај. Тука нема љутеш. Нема љутеш, ќе почекаат сите. Тука нема љутеш. Ама целиот систем се распада? Не се расипува целиот систем. Не, ќе почека. Само да ви кажам, сега тоа е најинтересно. Доаѓа вика не функционира, пола саат чекав. Так. Пред да го оведеме мој термин, сега да го нема мој термин, да го тргнеме. Добро. Да кажеме го нема мој термин. Ќе видите, се заборавија луѓето дека имаше ситуација дојде на лекар, не стига дента да се прегледа. Ме разбирате? Значи чека и не стига да се прегледа дента. Или чека 6 сата. Дошол во 8. И уште една работа има, многу интересно. Има закажано 12 пациентот. Он си доаѓа 8. И си седнува и си чека. Ја има ситуација, идам во клиника, во клинички центар, на една клиника, на Тоару, ќе ја кажам клиниката, и гледам пред една амбуланта гунгула. Народ, врие. И дигнав галама, што е работата? Мој термин функционира ли овде? Доаѓаат ли луѓето? Има нешто? Што е работа? Директорот, сите, да видиме, да. Добро. Што е работата? И викаат, не функционира, ненормално си имаат луѓе закажано, тука е докторот, работи амбуланта. Ај, викам, го викнав одговорниот за мој термин. Ајде да ги видиме пациентите се. Господи, вие, кога имате закажано? Па ја имам закажано. Една господја ми вика, ја чекам 4 часа. Добро. Дај да го видам опатот кога имате закажано. Гледам 12:30, а тоа е 11 нарочи. Господи, зашто вие сте дошле? Па ја дојдов во 8. Па вие не чекате 4 часа. Вие сте одлучиле да дојдете 5 часа порано. Ако сте дошле 10 часа порано, 10 часа ќе чекавте. Ме разбирате? Не, значи поставувам за да си фатат ред. Ама не можеш да фатиш ред. Зашто да не може никој да го земе? Така, не може да ако дојдеш точно на време, затоа што ќе имаш прозивка, може да почекаш 15 минути, половина час некогаш. Заради итните случаи? Да. Меѓутоа има огромен процент кои што влагаат порано. Например, сега нема да никој не доаѓа една минута пред терминот, сега доаѓа 15 минути, културно, да дојдеш, нели? 15 на минути претходно. Некој само што ќе дојде ќе влезе. Зашто? Некој не дошол. Од овие што ви кажав, што се закажуваат, а што не идат. И тој им дава перцепција на луѓето дека некој влегува преку ред. Не им дава перцепција, јасно има, пошто знаете како функционира. Искача сестрата и вика тој човек да влезе. Име презиме кажува. Ме разбирате? Не, зборам пациенти што велат дека системот само да не викнат, вика влегуваат луѓе, вика преку ред и такви работи. Дека и такви случаи има. Сигурно. Ама тоа до системата? Не. Тоа е докторот рекол, овој нека влезе преку ред. Или некоја сестра донела некој за рака. Ме разбирате? Тоа треба директорот да се бори против тоа. Ја не можам да идам секаде. И колку и да сакам. Значи, колку време има како го воведовте мој термин? Година дена. Задоволни сте до сега? Презадоволен. Што е генерално, идете меѓу народ, знам дека не сте од оние министри кои ќе се заклучи и не го гледа никој, сте меѓу пациентите доле. Што е генерално? Направивте ли некоја анкета меѓу нив? Задоволни, незадоволни? Бидејќи кај мене е бајас, кај мене повеќе ќе се јават незадоволните, одошто задоволните. Ја го прифаќам тој ризик. Ја цело време кажувам, со мој термин губам. Луѓе го критикуваат, ама тоа е реформа. Мој термин е многу крупна реформа. Културолошки промена на свеста, на однесувањето, на односите во здравството. Да не може да дојде некој за рака, ајде овој сега моја преку ред. Ама за тоа време треба. Години треба за тоа. Зошто? Зашто менуваш систем на однесување. Затоа што како што постои корпоративна култура, постои хоспитална култура. Една компанија голема, за да промени корпоративната култура, вложува милиарди во пари, во ресурси, во човечки капитал, во се. И вложува многу време. И треба 3, 4, 5 години. На компанија со многу ресурси. Со огромни ресурси и со најдобри консултанти и така натаму. А здравствен систем, како да кажам, да промениш хоспитална култура за 2 години, 3 години е невозможно. Кој сака нека збори, невозможно. Значи може ќе дојде некој, односите се вакви, такви, знам какви се точно. Го знам односот. Ама знам и какви беа. Знам дека има поместување напред, знам дека е мало,
Знам дека треба уште многу да се оди, ама веројатно дека ја нема да можам тоа да го изодам. Веројатно ни тој после мене нема да може тоа да го изоди. Може ќе треба 3, 4, 5 министри да се сменат. Додека комплетно се смени хоспиталната култура во Македонија. Значи, ние сега што правиме? За сите нововработени. Сите вработени, нововработени, идновработени и ние како пациенти. Ја читам таму некој ностоп поплак има. Добро. На една клиника некој болничар, што не може да се идентификува после тоа, кој бил, пациент се жали, дошол во 9 сат, гаси светло и викаат сабајле до 6 глас да не слушам и ми треска врата. Како да ви кажам, тоа е проблем, ама како тоа јас да го решам? Така. Ме разбирате? Така. Значи сега работи за ментален склоп, се работи добивам за поплака конкретна. Така. И сега ве разбирам. Ама сега ова ќе предизвика не знам реакции или не знам, ама јас зборам за ова. Мора да збориме за ова. Ако не збориш за проблемите, нема ни да се решат. Треба да збориме за проблемите и да наоѓаме решенија. И сега имам ја предложи, имаме доста работи кои што се до сега направени, има и работи кои што вака ги крчкам, што се вика, сериозни работи, сериозна реформа, ама велам, тука магично стапче нема. Не може да направи. Овие вака ќе речете приватните. Приватните се супер. Знаете зашто? Видовме дека може и поинаку со истите луѓе. Ама они што прават? Тоа се вика на cherry picking. Значи собираат тоа што им е за нив најдобро, ги ставаат во еден калап кој што викаат вака треба да се функционира и не сме никако поинаку, се согласувате да дојдете вака да работите? Да, се согласуваме, доа и така работи. И пак и таму има јасно. Има девијации. Има девијации на тема. Така. Значи, само таму брзо ги решаваат. Овдека некогаш брзо, некогаш и не. Да. И таму има проблеми. Има, значи, се согласува. Ама и у Германија има проблеми. И у Хрватска има проблеми, и у Бугарија има проблеми. Збориме за едно поголемо ниво на функционирање или на нефункционирање. Значи, поплаките се, например, збориме, но вие знаете како, колку и да го изговорам ја сега ова, вие веќе го кажавте одговор. Како да изреагирам, да го најдам ја тој болничар што таа вечер ги премрзнал, им го скратил животот, што се вика, ги ставил под стрес, и онака болни луѓе, да се однесуваш тако. Бидејќи, знаете како, господине Тодоров, кај нас болница се вика болница, да боли. На запад се вика хоспитал. Таму, значи, хоспиталити, од зборот љубезност. Ние изгледа треба да го смениме зборот воопшто за здравството, нешто. Не е до тоа. Не е до тоа. Па болница да боли. Не е до името. Не е до името тука. Да се вратиме, ќе има уште многу подпрашања за конкретните мерки и за овие. Сакам да се вратиме уште еднаш на Светската здравствена организација. Покрај вашиве проекти што ги изнесовте, што здравствената организација, Светската здравствена организација, го говори сега како аспекти, како начела, правци, ризици, што е она што можеме да очекуваме? Дали климатските промени ќе донесат одреден вид на нови болести, дали да се спремаме за некои нови епидемии, дали се подготвуваме за ебола или такви работи, и уште ова. Како помина целата работа, бидејќи Светската здравствена организација беше сериозно обвинета од страна на Европската унија заради подигање на лажната аларм за свинскиот грип, кој заврши со заташкување медиумско, каде што неколку европски земји одбија да ги купат тие вакцини, ние бевме принудени да ги купиме, тоа претрпевме материјална штета заради тоа и така натаму, и така натаму. Ние добро пројавме. Тогаш се сеќавам на таа седница на влада до 5 часот сабајле, ја бев министер за образованието. Кажете. До 5 часот сабајле мислам дека беше таа седница на влада и добра одлука донесовме тогаш. Имаше земји што многу пари потрошија тогаш. Набавува, имаше земји 2 пати повеќе количини од бројот на жители. Разбирате? Тоа е друга тема. Како не е друга тема, господине Тодоров? Тоа е, пазете, секоја влада ајде во Европа, не можам да зборам во светот, мора, ми се чини дека слепо мора да ги слуша наслоките на Светската здравствена организација. Не. Знам дека е не, затоа што полската министерка за здравство стана
и рече не. Не, препораки се тоа. Например, Никој не треба да ги слуша. да го отвориме темата за вакцините. Овде во мојата емисија, представникот Министерство за здравство дојде да ми збори пред 6-7 години ХПВ вакцина, тоа е добра, тоа е супер, тоа е ваква, тоа е таква. Доктор Софијанова дојде пролетва кај мене, вика се враќам од Јапонија, Јапонија ја забранија, вика. Ја више не ја препорачувам никому оваа вакцина. Луѓето имаат веќе поставуваат прашања, веќе сериозни се замислуваат. Не е ова точно. Како не е точно? Не. Господине Тодоров, со својот углед, авторитет, снимка од незиното гостување, ќе ви ги дадам уште 10 валидни податоци дека Јапонија ХПВ вакцината и уште 2 вакцини ги повлече од употреба заради зголемениот ризик. Фабриката која ги произведува ХПВ вакцината од смрт на тие што ја примиле. Значи, во светот многу повеќе луѓе умираат од болестите за кои што не се вакцинирани. Не, се согласувам. Тоа и го сменија името сега на ХПВ вакцината, не е ХПВ, туку со поинако име за да продолжи тоа. И беше, нели, не уценува, ја исто имам мала керка, не уценува, мора керкате. Извини, века, мојата керка нема на 10 години да влегува сексуални односи, за да ми ја приморуваат. И така натаму настана една. Добро, тука имаме различен став, Јанко. Да, добро. Ајде да го чуеме вашиот став. Сакам да го чујам, сакам да расправаме. Океј, ќе расправаме. Ја имам став дека антивакциналното движење може само да наштети, не може да донесе добро. Во крајност, да, се согласувам. И по мене, и по многу авторитети врвни во светот со кои што сум разговарал. Добро. Дека, напротив, поголем проблем е да не се вакцинираат луѓето, него да се вакцинираат. Ако ме прашате дали има определени нуспојави кај некои вакцини, има. Како кај секој апче. Што го признавате? Ама не. Слушај, голема храброст е ова да го признавате. Не го признавам. Допред некоја година, ваши колеги, знаете што изјавува овде? Нема никаков ризик од вакцини. Точно е. Значи нема ризик од вакцини, може да има негативни минорни ефекти, ама гледај сега. Дали има негативни минорни ефекти од анестезија? Има сега. Ајде да забраниме операција. Не можеме да ја забраниме. Истото. Има ли минорни ефекти, има ли ефекти негативни од антибиотик? Да, ама од пеницилин? Ама да забраниме пеницилин. Ќе го земам во крајна ситуација кога сум веќе заболен. Хирургијата ќе ја заболам кога веќе сепса ме фатило. Овдека веќе треба на здрав организам јас да му ставам. Не мора сепса, има пластична хирургија од луѓе за разубавување. Не мора. Значи, ама во секоја интервенција има ризик. Ние сме принудени. Зошто не ама добиваме ризикот право... е значително помал и минорен во однос на бенефитот. Се согласувам. Ќе ви признам. Постручни сте, поупатени сте од мене. Ја не сум член од движењето против вакцини, ама бидејќи се поставуваат прашања, може да се дебатира. Треба да се дебатира, зашто? Зошто да не дебатираме, например? Зошто во поголем дел од Европа вакцинирањето е по слободен надзор? Значи, вакцинирањето е исклучиво доброволно. Сакате ли да се вакцинираме? Сакаме. Кај нас мораме да се вакцинираме. И затоа прават програми. Сакате социјална помош? Сакаме. Вакцинирајте се. Ме разбирате ли? Разбирам. Ама затоа они имаат програми цели како да го зголемат процентот на вакцинирано население. И второ, ако ние овдека оставиме некои болести да не се вакцинираат, кои што сега се ерадицирани, односно искоренети, ќе се вратат многу сериозни болести. Као полиото што се врати во Израел пред некое време. Нема да ве Значи полиото е практично ерадицирано у Македонија од 83 година. Во Израел се врати само како резултат на невакцинирање, тоа кај таа популација која што е невакцинирана. Една работа само да кажам за вакцина, извини. Значајна тема е ова. Денеска или вчера, денеска мислам, дека имав кај мене доктори врвни од Соединетите американски држави за аутизам. Врвни авторитети. И ја го барам сега Горас Дросоклија да ми гостува. Човекот кој ја најде беше од тимот кој ја најде причината за аутизмот. Да, го читав тоа. Супер е тоа, дај Боже да го најдете лек. Значи, ќе ви кажам и зашто. На добар пат, да. Кажам и зашто, затоа што практично во светот скоро да се појавува епидемија од аутизам. Викаа дека 1 на 62 родени машки деца
ќе биде аутистично. Ама не беше така до пред 10 години. Не беше така до пред 10 години. Зошто е така? Не знам. Тоа треба да се каже стручњаци. Јас сум Велат правник, вие новинар. дека Ние нема да ние не значи да ја откриеме причината. Не, нема. Еве Росоклија, врвни други научници ќе бараат, дај Боже да откријат и да најдат. А што ако е леко? вакцините? Тоа само го кажам. Не. Што ако Вика вакцината вака. може тригер? Ајде да ви Не. кажам, нема да ви Исто кажам. тој го прашав ја, Лекар овде од наше јавно здравство ми има изјавено, јебам и снимката. Нема да го кажам неговото име. На интервју. Ако ја Значи, денеска вика, тоа ги прашав. Значи, аутизмот, вакцината може да предизвика тригер, не да биде директно, но да предизвика тригер кај оние кои се потенцијално аутистични деца, да го предизвика. Значи, ти можеш да се родиш со потенцијал за аутизам и да не го имаш никогаш. А вакцината може да предизвика таков тригер. Тој види вака, сега една работа да знаеш, само во Македонија. Добро? Експерт во Македонија за аутизам нема. Така е. Се согласувам. Значи, Се согласувам. ја од позиција на министер за здравство го кажувам, ова јавно. Добро. И сега ова нели ќе викаат јас сум Така е. овој бил третиран. Така. Не, третираат Така. експерт за аутизам нема. Така. Сега почнуваме со сериозна обука и го знаат тоа и докторите што ги третираат аутистичните деца. Така. Дека сега почнуваат со обука, два типа се АБОТ и АБА. Значи, го почнавме со англиски професионалци, професори кои што ги тренираат нашите лекари во оваа програма, ја пројдоа првата, сега дојдоа американски. Повторно се враќаат англичаните, значи цела година и пол ќе работиме активно на воведување на овие програми со кои што ги работат врвниви експерти во светот. Сега, овие што беа кај мене, 5 професори, доктори врвни за аутизам во Америка, врвни. Ја ова прашање директно го поставив. Викам, ве молам, Кое прашање го поставивте? дали вакцината, Браво. директ, Браво. дали Браво, министр. Еве, дали ви честитам може за ова јавно. вакцината Да. директно на сите 5. Дали вакцина, било која вакцина може да предизвика аутизам на било кој начин? Сите во еден глас. Не. Сите во еден глас. Не. Може да има коинциденција. Значи, да се појави аутизмот непосредно пред примање или после примање на вакцината. Ама тоа е коинциденција. Гледате што е проблем кај аутизмот. Проблем кај аутизмот и родителите се раѓа детето. 6 месеци, година, дена, никакви симптоми нема. Прв роден ден слават, знаете, и детето си е најнормално и наеднаш докторија ми вика преку ноќ вака друго дете имате. Тоа е катастрофа. Но вака, како да кажам, се ежам кога ми ги кажуваат овие работи. Дали ги знаете преку ноќ вика друго дете. Дали сте ги виделе статистиките за аутизам последниве 10 години? Последниве 15 години. Значи ако било карикирам. Во Македонија? Во свет, значи светски рамки. 1 на милион, сега е 1 на 10.000. Ова епидемија се случува. И луѓето, значи, додека нема одговор. Како 1 на 10, 1 на 6, 2 ви викам. Знаете ли што е ова? Како не знам, а кај машки, а кај женски 1 на 350. Знаете ли ова што? Ова се последна инциденца од Америчко здружение за Значи, додека не најдат адекватен одговор, тоа што ви го рекле американските лекари, не може да биде валидно. Затоа што, бидејќи, како можеш да тврдиш нешто дека не е така, а ти се случува на терен? Еве и да не е така. Немаш такво истражување за да нас, како родител, не разубедиш. Не сме сите припадници на секти кои усе гледаат заговор, туку сериозно сме загрижени, уплашени. Пак ти кажам, јас прашав врвни авторитети. Ја не можам сега на кого да се базирам. Готово. Ние може да се седиме овдека да читаме некоја литература, ваква, таква и така натаму, така. Ама немам кого друг да прашам за болест, освен доктор. Еве никогаш не ми се случило јавно мојот гостин да го фалам, освен ако не бил уметник. Вас како министер ви се заблагодарувам, огромна почит за овие изговорени работи. Ова што вие како министер за здравство го изговоривте во емисија, за мене е револуција. До сега не било изговорено, до сега било табу тема и ја ви честитам на храброста. Ако нешто сум помирен
знам дека на чело на здравство имам човек кој размислува со своја глава и размислува трезвено. Тука сум ви најблагодарен. Тука ќе направам една пауза, а ќе го продолжиме. Ќе продолжиме. Уште еднаш, секоја чест за овие 15 минути. Јас сум многу помирен. Иако не сме на иста страна, и не сме потполно согласни, но ќе смири многу луѓе дека не сте глуви на тоа што се збори, дека не сте слепи на тоа што се пишува и дека размислувате и делувате. И тоа нека биде порака и до сите вас. И да завршиме на тема. Може јас Како да се не? вклучам? Повелите мо. Ја моите деца сум ги вакцинирал. Јас сум вакциниран, жена ми е вакцинирана со сите вакцини и моите деца сите сум ги вакцинирани. Па вајда нема шанси ако еве као министер за здравство ако нешто знам или се сомневам во нешто, така моите деца да ги ставам во ризик. Така. И моите се исто така вакцинирани, но веќе почнувам да се загрижувам. Ја го кажувам тоа. Затоа што не се истите вакцини, збориме за составот на вакцините кои денес им ги ставаат за тие работи кои дебатираат. Но ќе поканам човек, предложете ми вие од ваша страна и ќе предложам од другата страна една дебата да ги слушам аргументите овдека да се. Ја не можам да дебатирам, не сум можам ја. Не можам ја можам да ги кажам, да ги пренесам аргументите. Така, можам ја и ти овде да седиме и да пуканки да јадеме. Ја би се согласил. Тоа дојдат доктори, слободно да има и од другата страна кои што ќе парираат да се расчисти темата. Фала ви многу. Јас ќе помогнам во организација. Ќе помогнам во организација. Океј, фала ви многу. Одиме со реклами, се враќаме назад. Да. Разговараме со министерот за здравство Никола Тодоров. Ке имаме и конкретни прашања, но гледам дека покрај вложувањата, прво, мислам, еден од најголемите проекти кој го направивте и кој се уште трае, а тоа е обновувањето на инвентарот, опремата на сите амбуланти, болници ширум Македонија, кои беа преку 15-20 години потполно запустени. Ако се сеќавам тогаш кога дојдовте кај мене како гостин, ми рековте, Јанко, вика, ситуацијата е таква да буквално нема столчиња за седење. До таква работа треба да обновиме. Опрема никаква немаше. Сега, не е јако да, значи, 2006 година премиерот Груевски, владата која состои, опрема немаше во здравството. Затоа се зафатија со таа опрема. На почеток. Нема опрема. Имало три компјутери од државата, компјутерски томографи и еден магнет. Сега? Се има 6 компјутерски томографи, 13 и 3 новоименувања 16. Значи, таа е популацијата истата. Немаме ние се 4 милиони жители. Ја мислев тој процес ќе трае 3, 4, 5 години, уште трае тој. Уште трае опрема, постојано мора се набавува. Мора нова опрема. Тоа ќе биде континуиран процес. Гледайте се. Акселератор за зрачење на болни од рак. Купивме нов акселератор. Сега купуваме уште еден. Кога дојдов за министер, знам дека беше времето на чекање 3,5 месеца. Уште се жалат на време на чекање? 3 дена. 3 дена? Да. Ајде ќе видиме по прашањето и одговорите. Гарантирам. Секако. Беше денеска директорот лично ми потврди. Го викнав за оваа тема за зрачна терапија, ми потврди дека е 3 дена, 2 до 3 дена е времето на чекање за терапија за зрачна. Зошто е сега толку побрзо? Заради мој термин што е по-организирано? Плюс апарат, организирано, 2 смени работа. Нормално. Порано еден апарат или 2 апарати и една смена. Сега 3 апарати, 2 смени. Ете го. Се реши проблем. Сега и 4-ти апарат доаѓа. Во 8 септември ќе набавиме 5-ти апарат. Во Битола и во Штип апарати. Тие ќе бидат некаде за 2 месеци готови, ќе бидат градбите. Апаратите више ми се набавени. Ќе се монтираат, после 6 месеци има период на комисионирање. Гледате сега, тие луѓе што идат на зрачна терапија, некогаш таа терапија може да трае 3 недели, 4 недели, 5 недели. Ти треба да бидат изолирани нивните урина и така натаму, тие се радиоактивни и самите тие треба да се малтретираат луѓето. А друго е да имаме регионални центри. Ние имаме регионални центри, еден во Скопје, еден во Штип и еден во Битола. И имаме поставена одлична за по сите стандарди, по број на жители, колку треба да имаме акселератори.
Значи, ангиографија исто. Еве го штип. Турбо работат. Интервентна кардиологија. Турбо работат. Имавте и добро итни случаи и така натаму. Кардиохирургија државна. Си работи. Тоа што не збориме во јавноста не значи дека не работи. Има кардиохирургија е проект 50 години се збори за кардиохирургија државна. Тоа у Македонија не е направено од многу причини. Меѓу кои суети. Маха крупни. Пак пробува да го уништат, Вие сте редок кој збори, не збори само за финансии, влегло ова, не влегло ова, она, туку збори и за ментален склоп. Значи, многу добро менаџерски го капиравте, не е само парите, опремата и луѓето, туку и менталитетот и односите дека тоа треба да се изменаџира. На кардиохирургија као проект е ништен неколку пати од тие причини, не што немало волја или опрема. Тоа не било проблем. Ете, односи внатре, овој со овој, скаран, нескаран. На цела држава, ние малце православно и христијански да се однесуваме и све ќе се одрази на подобро и тука. И сега и тој проект си оди. Има таму се прават операции. Неонатална кардиохирургија. Добро. За бебиња. Супер оди. Ќе ги прочитам и критиките. Знаете ли што добив сега и најактуелно е во моментов, инаку сакам да поразговараме малку и за листеријата, околу тие заразните болести, жолтицата што ни се појави. Еве да идеме со овие неколку актуелности. Во моментов промената на терапијата за инсулин. Инсулинската терапија. Толку вознемирувачки писма добивам од пациентите. Ајде еден поширок одговор до сите нив. Прво, колку траела, некој отишле медицинска сестра ми вика да ја сменам терапијата, вика на дете, ја гледам бело, викам ти дали си нормална, на дете ми менјаш која си ти и така натаму луѓето реагираат. Значи сега од таков состанок доаѓа. Аха. Ајде Има состанок со здруженија. Повелете. Све некои вакви битки имам. Сакаш еден джингл кратко? Не. Вода да ти ставам. Види. Докторија вика се изјаснија. Добро. Вика нема разлика помеѓу инсулините. Врвните авторитети го потврдија. Нема разлика помеѓу инсулините. Помеѓу аналозија. Има два типа на инсулин. Хуман и аналог. Добро. И сега сум правник, не ќе го објаснам она што, значи не го објаснам стручно, го пренесувам да речеме, да не речат што стручњаците ви велат. Да. Разликата помеѓу хуманиот и аналогот е во брзината на дејството. Значи на исти рецептор делуваат, ама овој што е аналогот има побрзо дејство. Побрзо продира низ кожата. Сега, кај нас во Македонија преку 80% од инсулините се аналози, кои е најскапливе. Не хумани, огромна разлика. И сега ние викаме, не го менјаме од аналог на хуман, него од еден аналог на друг аналог. А сите доктори викаат, помеѓу овие 3 или 4 аналози, овие 3 аналози нема разлика. 3 аналози. Од 3 врвни светски компании. Едната е германска, другата е данска, третата е од Соединените Американски држави. 3 компании во светот се за производство на аналози и тие го држат пазарот на производство на аналози од цел свет. И сега не викаме, наместо овој едниот данскиот, сега во овој период ќе земаат од Соединените Американски држави. Секоја година е ова. Зашто? И сега овој од Соединените Американски држави дури е малце поевтин. Секоја година најбрзо се трошат количините од најскапиот инсулин. Во Македонија пенетрацијата, значи на најскап инсулин е, како што реков, над 80%. Во Германија е 40%. Во Норвешка е 55 или 60%. Сакате да кажете дека не постои никаков здравствен ризик по пациентите? Не, докторите тоа го тврдат. Докторите тврдат дека не постои никаков здравствен ризик по пациентите кога се менува еден аналог со друг аналог. Дури викаат некои дека и аналог со хуман инсулин да се смени нема никаков здравствен ризик. Ако тоа го направи доктор. Се разбира, докторот треба да го препише тоа. Таа што ви кажала, сестрата ми кажала, сестрата им кажала да оди на доктор. Не може сестрата да му каже земи друг, што нема шанси да му даде друг. Он мора да отиде на доктор
Докторот ќе го прегледа и ќе му го даде, ќе му го препише другиот инсулин, се подпишува и става факсимил доктор. Тоа е гарантира, стои позади тоа. Значи, а гликемискиот баланс или контрола ќе се постигне и со едниот, и со другиот, и со третиот инсулин. Сега излегува тврдења. Предпоставувам, веќе пациенти го земаат овој новиот? Да, нормално. Има некакви проблеми? Пријави некој нешто? Не. Нема никакво. Нема клиничка студија во светот. Добро. Што покажала различно дејство. Нема. Дали на овие три инсулини. Тоа се три различни производители на исти производ. Уште неколку подпрашања. Дали и време траењето на инсулинот е исти? Да. Колку што и претходниот? Сега малку како доктор треба да одговарам. Ја би ви препорачал или би замолил ако може доктор да праша. Може, ќе поканам. Само да ви кажам една работа, докторите што кажа. Да. Во целата оваа хајка што се прави. Сите ги прашувале докторите. Така? Дали е штетно од еден во друг инсулин? Зашто не излезе ни еден доктор да каже да? Што мислите? Не знам зашто. Да имаше доктор, до сега ќе ме растуреа. Така? Колку пати се случило тоа? Така. Се плашеле докторите од мене. Како да не? Штрекува, што им се случи? На никој ништо не му се случило. Така? Значи, ги праќате у Сибир таму, гулази. Значи вака. Такви сте. Докторите ги прашуваат и викаат дали има проблем здравствен или може да има здравствен проблем ако од еден аналог инсулин на друг се премине. Значи докторите викаат не, нема. Без оглед дали се работи за не објавуваат тоа. И без оглед дали се работи за постар човек или за дете мало. Тоа е наravno сега. Зашто? Тоа е маркетнички трик. Не разбирам. Сега ќе ви го објаснам тоа. Една компанија вика овој инсулин се користи за деца над 3 години. Добро. А другите компании викаат овој инсулин се користи за деца над 6 години. Во принцип, вака е. Сите лекови кои што се викаат над 6 години се педиатриски одобрени. Зашто? Затоа што е неетички да се прават испитувања на лекови или помалку етички на деца. На 2 години, кој би го дал детето? На 2 години на него да му прават испитување на лек. Дали некој би го дал? Добро. Никој не би го дал. Така. Сега, ако е овој над 3 години, децава на 2 години, треба да примаат или не? Така. Значи, маркетиншки пристап е тоа. На пазар, не на компанија. Од друга страна, ниту еден инсулин не е тестиран над 65 години. Ајде на сите што се над 65 години не им даде. Значи, тоа апсолутно тоа не држи. Така да, ова ви го кажувам врз основа на искази од лекари. Ја ова не можам да го знам другачи. Има светски протоколи кои што мора да се следат и има лекарски авторитети кои што треба да се прашаат. И едното и другото сум го направил. Читав сега од СДС излезе овој што е председател таму да се слика. Вика да си ги аматерска одлука да си ги прашаат експертите. Експертите се чудат. Доктор нема доктор кој што ќе го тврди спротивното. Значи инсулините се исти. Имаше таму некој направил резистентност на некој тип на инсулин. На еден бренд на инсулин. Доктори викаат тоа е скоро невозможно. Зашто? Зашто може да направиш вика ти да бидеш резистентен на инсулин. Ама не можеш да бидеш на еден бренд на инсулин. Сега ја ви го пренесувам се она што од докторите мене ми го кажуваат, кои што се врвни авторитети, доктори на науки, докторирале на дијабет. И кога видела дека ова не поминува, овој столб на нивната стратегија се сруши или не проаѓа ова, ајде сега министерот е криминалец. Го мести тендерот за некој. Значи, ова прво беше ги загрозува здравјето на луѓето. Излегува доктори кажа не е така, не е така. Значи сте договориле со Волер, со американци сега наеднаш, так, ко местам ја тендерот сега. Так. Уствари, како? А знам колку се нервираш кога ти речат дека местиш ти тендер како ти пука филм. Како? Сум ги намалил критериумите за учество. Боже мој. Не, значи, како да ги кажам, ова е ступидност. Зашто? Ако ги намалиш критериумите, тоа значи повеќе фирми може да учествуваат.
Така? Добро. А вика зашто е намалена економската способност? Значи порано сме барале да има 50 милиони Објаснете, обрт. ја не ја знам оваа Да, проблематика толку. 50 милиони денари обрт, сега викаме не треба да има обрт. Или помало обрт треба да има. За да може да учествуваат поголем број на фирми. Ако учествуваат поголем број на фирми, што се случува? Има конкуренција. Кога има конкуренција, што се случува? Паја цената. Кога паја цената, некој губи пари. Е така. Луѓе велат дека со паѓањето на цената поевтиниот лек да се протне, малце поедноставно ги работат. Ги перцепираат работите дека поевтиниот лек. Не, истиот. Истиот лек. За истиот лек. Сега ние возможуваме паралелно, па излегува експерти, вика експертите тврдат, тоа ми е најсмешно кога ќе прочитам. Експертите тврдат дека паралелниот увоз е стара работа во Македонија. Пред 10 години. СДС паралелен увоз. Како да кажам, шанси нема. Оксиморон. Не им текнувало такво нешто да направат. Зашто? Гледаме денеска. Одма страна си се зема. Значи, не им текнува да направат паралелен увоз. А што се случи со паралелниот увоз што го видовме ние? Паднаа цените на лековите. Заштедивме сега со последниот тендер 6 милиони евра. Тоа се пари. Тоа се пари кои што завршувале во нечи џебови. Ама не на штета на истиот лек, истава вода. Истиот бренд. Ако се набавувало истото тоа 100 денари, сега се набавува 90 денари. За истото. Значи може. Истото, не зборам нешто понеквалитетно, па сме донеле индиско, па нешто кинеско. Не, такво нешто не сакаме. Истото. Ама да има конкуренција. Си има конкуренција, фирми од повеќе земји, од Македонија, од Европа, од светот се надпреваруваат, кој ќе понуди поевтина цена за истиот лек. Тој ќе го добие тендерот. И остануваат парите од здравство. И после има и за опрема, има за едукации, има за реконструкции, има за нови проекти. Има. Зашо немало порано? Немало. Зашто маржа на лек била 1000%, 800%. Се договараме работно, за да не ве задржувам премногу, бидејќи има стручен разговор. Овозможите ми некој, еве, вие предложете, кој лекар стручен за диабет и за инсулинскава терапија, да биде гостин овдека во вторник, понеделник или вторник. Зависи, Ставревски го очекувам, исто ако прифати да гостува, па за да дојде тоа, и ова за вакциниве што ќе го направиме. Нема проблем. Таа дебата ќе биде доста интересна. Одиме на третата тема. Ова лето ни се случи првпат да слушам ја за една листерија, за која разбрав дека првпат ја разбирам, и како новинар првпат ја прочитав, дури се засрамив како е настапија. Листерија, па ти појма немаш, ја вака гледам, првпат слушам за ова, окей, се извинувам, и беше прилично загрижувачки, па сте сакале да ја уништите индустријата, местната индустрија. Сега, целава работа до некаде се обидував да ја следам, после веќе, кога ќе излезат веќе партии соопштенија, ја кремам раце, затоа што знам дека веќе, како да ви кажам, вербална еквилибристика која нема допирна точка со реалноста. Значи, што е на крај во врска со таа листерија? Од каде, како, кој е виновен, што испадна со целата таа работа? Види, кој е виновен, ја не сум суд. Судот ќе си каже кој е виновен. Добро, што се вашите сознанија? Пака се. Прво, сум сакал да уништам индустрија. И на крај памет. Добро сега. Луѓе умреа. Така. Починаа луѓе. Така е. Не можам ја како министер за здравство. Имам обврска. По устав и по закон сум се заколнал. Сум се заколнал во собрание дека ќе ги спроведам уставот и законите. Ја имам обврска да се грижам и за унапредување на здравјето на населението во Република Македонија. Значи, не можам ја... имаш болни, имаш починати и ја да викам сега, окей, за да не ја уништиме индустријата, ќе си ќутиме, нека се разболуваат луѓето, нека умираат, тоа е тоа. Извини, таква нешто ја не прифаќам. Морав да реагирам. Прва работа, што направивме? Направивме епидемиолошки анализи, се викаат. И сега тука они пробува, како да ја кажам, сега некој нешто знае, па нешто не знае. Некој е инструиран да знае или да не знае. Така. И одма вадат од контекст. Прво направивме епидемиолошки анализи. Викаме, дај да видиме што јаделе заболените, што јаделе починетите, да збориме со нивните семејства, конзумирале со уместнати производи, млеко,
овошје, зеленчук, што се случува? Направивме епидемиолошка анализа, собравме податоци. Паралелно со тоа, викаме, дај да испитаме за каков тип на бактерија станува збор, на листерија. И знаевме дека е листерија, значи се детектираше листерија. Ајде да видиме се од што е. Се прави генотипизација, викаат научниците, викаат станува збор за еден извор. Иста ти е листерија, кај сите. Иста во различни градови. Значи, еден извор ти е. Тоа значи или из производ, или из производител, значи, или евентуално из дистрибутер. Пошто не може да биде ист на друг начин. Во различни градови. Охрид, Куманово или Скопје, Неготино, значи, се појавува на цела територија на Македонија, наеднаш во различни градови. Од епидемиолошката анализа гледаме дека кај повеќето се поклопува дека јаделе со меснати производи. Се фокусираме таму. Зиваме мостри, ги испитуваме. Кај една од мострите се јавува директорката, вика, имаме листерија, најдавме тука, во една од мострите. Ова да го кажам, како дојавме до тие мостри? Тргаат да зимаат примероци од мостри, зимаат од производство само. А више избила листеријата. Сите машини, све што е таму, потопено од дезинфицијанс. Све е чистено. Нема ништо. И сега ми викаат, нема листерија, кај нигде нема листерија. Викам, добре, луѓе, од што почина луѓето? Од смрт? Нели листерија имаат? И тоа листерија детектирана кај луѓето и во ликвор и во крв. Ликвор е онаа цереброваскуларна течност. Викам, не согласам со оваа ситуација, не може да излезам во јавност и да кажам нема листерија во Македонија, а луѓе умре од листерија. Тоа на што ќе личам? Викам вака сега. Ќе сидете, ќе си земете мостри од продавничињата каде што во близина на живење на заболените или на починатите. Земаа мостри и ги пуштивме на испитување. Кај една од тие мостри се докажа листерија. Под кодно име ја праќаме во друга лабораторија. Што е ова? Потврдуваме листерија. Под кодно име пак ја праќаме во трета лабораторија. Што е ова? Листерија. Може ли направите генотипизација? Може. Прават генотипизација, јавуваат, ова ти е причината. Овој продукт. Кој е овој продукт? Тогаш го кажавме, тоа е продуктот на екстрамейт. И тогаш настана општа паника. Сега наеднаш фокусот е кон еден производител. Зашто сте го спомнали? Зашто сме... Тоа беше, ја мислам дека не ни бев во Македонија тогаш. А ваша одговорност е и да вака, ми кажете од каде е, точно. Без оглед на се. Вака беше ситуација. Ангел, шефот на кабинет кај мене, ги собира и вика, ова е, ево го резултатот. Да, тоа е резултатот. Треба да се објави ова. Не можеме да објавиме. Добро, и прашува, ќе се јавите ли сите вие по вашите дома да не купуваат од овој производ? Ќе се, како може вие да знаете, а цела јавност да не знае? Тоа е криење на витална информација од јавност. Мора да објави. И си излега, си објави. Тогаш настана паниката. После тоа се случи вториот, третиот примерок, и тие се докажа, и се докажа, се направи квантификација над 90 пати над дозволена концентрација на листерија во производ. Над 90 пати. Дозволено е 100 грама. Што велат епидемиолозите? 100 колонии на грам, а ово имаше над 9000. Колку е потребно од таа да... Зависи од вирулентноста. И тоа ни го кажа. Микробиолозија викаат, станува збор за исклучително вирулентна бактерија на листерија. Значи, една ако земеш може да се размножи до многу. Не е потребна поголема количина за да те заболи, да е нешто што е општа бактерија и така натаму, па во повисока концентрација да предизвика. Не, гледај се, листеријата вика вака. Рековте, кај листеријата, ако излезе продуктот со нула листерија од производство, така? До крај ќе има нула листерија. Не може да се размножи во вакуумиран производ. Никако. Так. Значи, ако има нула, не може да се створи. Потребно му е средина. Не може да се створи. Ама, ако има и 20 или 50 или 1, има сериозна може да се размножи. Добро, го расчистите тоа. Океј, сега понатаму ќе се имаат судовите правна... Што ми беше најбитно? Најбитно ми беше да се спречи епидемија.
И се спречи. Данска 10 месеци се бореа со ова во Данска. 10 месеци не може да го најдат изворот. И па збореа кај нас зашто има толков е процентот на смртност кај вас, во Европа бил помал и одговорност барат во Данска од 20 заболени 12 смртни случаи во Данска. Кај нас тоа е над 50%. Жолтицата? Болест на прљави раце, се вика жолтицата. И ја не би сакал многу повеќе да ја збориме. Што можеме ние да направиме во тоа? Жолтицата, ја уште како дете, уште како мајка ми првите работи која ме учеа, пази се жолтица, не знаев што е тоа, ми ги рацете по стопати. Тоа сум така се немало ни здравствени билтени, ни тоа, туку исклучиво преку раце. Останува тоа е тоа. Нема друго. Основната хигиена. Основна хигиена. Кажете ми сега вака, мене многу ме интересира, малку пошироко би одлучивте да го реконструирате клиничкиот центар, да го реобновите, да изградите и така натаму. Сум читал дека во Америка и во светот постои некакво правило, барем во западната цивилизација, дека болница која веќе 70 години постои во Америка се руши, дека целиот отпад со се земјата одоздола треба да се извади, да се исфрли и на тоа место повторно, ако веќе треба повторно да се изгради болница, дури не е ни препорачливо. Во смисла е дека заради заболувањата, заради константното користење на дезинфициенси, дека не помага дури и малтер вадење, па повторно ставање што се вика на малтер и на плочки, за да се исчисти и дезинфицира. Ние одлучуваме оној клинички центар кој изграден некаде 30-тите години, ако не се лажам, ке го различни згради во различно време. Така, различни згради во различно време, ке го обновиме. Знам дека ќе вложите многу пари, знам дека сигурно ќе ви биде приоритет тоа да биде добро, нели? Впрочем, ќе сакате со нешто капитално дело да се пофалите, ќе дојдат нови избори и така натаму, битно вие, а и потребно е за држава на крајот на краиштата. Но паметно ли е? Имаше некои предлози дека клиничкиот центар да се направи, да се даде тука стамбени објекти да се направат, а да се дислоцира на некое пошироко место каде што ќе има повеќе простор за градење на клинички центар. Одлучивте сепак заради инфраструктурата да останете тука. Почнувајќи од оваа моја теза во врска со овие ризици и со она што планирате, и ја често возам со велосипед, таму ми е пријатно место и црквата ми е таму. Не гледам некои големи зафати во моментов да се случуваат. Ако има ризици, би живеел некој во таа зграда таму? Не, значи нема ризици. Во Америка точно 50-60 години ја рушат болницата, нова града. Веројатно почне да се исплати други стандарди, таму повеќе обрнува внимание на хотелското сместување. Значи многу кошта. Во Њу Йорк еден пројект е $55,000. Насен? Колку? Нула. Партиципација и има некој трошок таму $500-600,000. Во Европа не е така. Во Европа има болници кои што се во многу стари згради. Некои си над 100 години. Значи тоа не е правило. Битно е сега што правиме ние. Сега го рушиме објектот на гинекологија. Тоа е више скоро до темел срушен. Уствари веќе е срушен, мислам. Сега во фаза е доработката на проектот. Добро. Овој тендер го работиме заедно со Банката на Советна Европа. Они го распишуваат, не ние, за градба. Тендерот за градба е више распишан. Во прва фаза. Сега втората фаза. Они го распишуваат. Они го распишуваат, да. Добро. Не, они се и финансиери? Да. Добро. Они го распишуваат тендерот и за таму и за Штип. Во Штип сме више при крај. Проектот е готов, ама таму знаете како иде. Проектот ќе го направат, па ревизија. Па ова да се промени, па го променува. Гинеколошка акушерска клиника за и во Штип и во Икенезата? Не. Гинеколошка акушерска клиника е локацијата кај што ќе се гради клиничкиот центар. А клиничкиот центар ќе се гради тука? Таа ја срушивме, се спојува со зградата на хирургиите и се поврзува со гинекологија од десно и онкологија од позади и Каршинезе, кај што е сега према интерна се руши комплет зградата. Се отвара скроз просторот према водно. Се руши зградата и тука се прави една зграда помала на 4 ката кај што ќе бидат сите лаборатории. Так.
Да. Така. А зградеве на сега, хирургија остануваат? На хирургија останува зградата, таа е 89-та мислам година. Не Доградена. Да, доградена. Комплетно таа се реконструира. Значи комплетно се реконструира и овдека се гради нов простор од околу 61.500 метри квадратни. И сега процес на проектирање. Па банката го одобрува, па консултанти нивни, па го вратија назад, па доработка и така натаму имаат некои други барања во банката и сега на тоа работиме конкретно. А ние као држава што сме, кај сме тука во целата таа инвестиција и Ние проектот го правиме. Вие проектот го. Од 2 милиони евра ќе кошта само проектот. На клинички центар су многу поразлична е болница од стамбен објект. Уште еднаш, кој го финансира овој проект? Државата зима кредит од Банка на Советна Европа. Советна Европа. Но Советна Европа го Распишува тендерот. Да, и први за Так. клинички и за штип. Така. Значи, ќе ги споите зградите на хирургија, гинекологија и интерно, и тоа ќе биде една целина. Една целина, да. Една целина. А овој дел детска клиника ќе остане посебна, инфективна ќе остане посебна, стоматологија и максилофацијална ќе остане посебна и кардиологија најверојатно ќе остане посебна. А овој кажете ми Со делот кардиохирургија. трансфузиологија за хематологија и трансфузиологија. Влага во трансфузиологија, влага во нови клинички. А делот кај што е сега трансфузиологија, исто. Исто и А радиологија. делот кај што е сега трансфузиологија, Да? се спојува со детска клиника, а детска клиника и детска хирургија ќе идат во една зграда. Поентата е да бидат заедно. Добро. Прес како зборевме за аутизмот, има проект зад кој стои сопругата на председателот Иванов, Маја Иванова, заедно со доктор Софијанова и овдека го говоре. Они лобираат веќе подолго време за изградба на еден центар за аутистични деца кој Центар за аутизам. Центар за аутизам кој треба да биде и Значи изграден. нема тоа биде дневен центар, Пардон, се извинувам. него ќе биде центар каде што ќе се лекуваат, третираат деца. Значи со тоа што сакаме да го споиме целиот концепт. Тоа е тоа што го почнав да го збориме Детска тоа. клиника со Тоа е хематолог, проектот на кој зградите што на работам. хематолог. Така. Проектот на кој што работам е центар за аутизам. И сега за да се направи центарот за аутизам, што ми е најбитно? Да имам исклучително добро едуцирани доктори. Тоа е најзначајно. Затоа ли По сите правите- методи. Добро, еве да се вратиме на тоа. Еве актуелно е. Дојдоа многу рековте дека лекари од Соединетите Американски држави ќе доаѓаат во До сега Македонија. 60 дојдоа, а од септември до декември 50 нови. Дали тоа Значи оваа година ќе завршиме со 110 лекари од Америка кои што дошле во Македонија и ги обучувале нивни колеги тука, работеле, оперираат, прегледуваат и така натаму даваат свој. не ви делува тоа малку на егото на нашите лекари каде што испаѓа дека нашиве не знаат. Знаете што ги гледав оние пресови од време на време, не секој, али некој Мислам дека не така. делува. Мислам дека не делува. Не, кој ќе дојде таков врвен авторитет, кој што изведува интервенции кои што нашите не ги изведуваат, нема его тука. Тука нема его, тука гледаат како да научат, како тоа да го воведат и кај нас. После може да има его, ама треба да гледаме да нема. Да мора да се пренесува знаењето. А Значи наши тој што да ќе идат го таму? научи нашиот, Така? треба мора да го пренесе. А Тука не наши сме да идат таму? идат. Наши лани пративме 500. Оваа година Лекари? 500 лекари и сестри. Во Соединетите држави? Не, секаде во цел свет. Во цел свет. Оваа година 500 исто. Наредна година 1000. Во овој момент Од цела Македонија. од цела Македонија. Во овој момент Така? имаме 73 здравствени работници пратени во септември, само во септември испратени. Има и претходно што се пратени во октомври, што се на 3 месеци. Значи само во септември 73 здравствени работници пратени на овој во странство. Доктори, сестри. Тоа е голема работа, тоа е 63 најдобрата школа. Свативме дека најдобра школа е на лице место на терен на каде што е. Значи, и тие двонасочно. искуства да ги Наши праќаме надвор, Така. од надвор доаѓаат кај нас, некои од нив остануваат 10 дена, некои 2 недели, некои ќе останат месец дена, некои 1 година. некои Од американците. Некој од народот тоа го свати дека ние увезуваме лекари. Имаме и такви кои што Имаме ли странство- потреба да ги увеземе тие лекари и доктори на сето ова наши во Штип невработени и работат така Срби. натаму? Нема невработени кај нас скоро. Специјалисти скоро да нема невработени. Така. Во Штип, интервентна кардиологија, работи српски професор. Од Белгија, од Дедење. Зошто? Заедно со двајца наши. Зошто ние немаме наши? Тие Имаме. треба да се Готово е, више почна сами да работат. така.
Сега више он само ги надгледува. Комплетно сами работат. Ај се наметнува Дури сега кој имаше ги една спом... Да, ајде, повели. Да, кажи. Да не зборам, имаше ситуација да комплетно сами направиле интервенција на акутен случај, на акутен инфаркт. Значи, Така, веќе се оспособени да може да делуваат, така да кога ќе му заврши мандатот или ќе се пензионира тој... Не, тој е тука еден, па тој си оди, доаѓа друг, трет, и така некој период, ќе бидат под надзор, може година дена, после тоа самостојно ќе делуваат. И ќе едуцираат они нови, втор, трет, четврт, пет. Предпоставувам тоа се оние кардио... почнувам втора, значи стентови, такви тие коронарографија и стентирање. Во Скопје се и тоа многу спасува живот, особено при инфаркти, обично се за такво едно запушување до сега беше или тешка операција, а сега интервентно амбулантно. Интервентна кардиологија кај нас така. Одлично. Ова ќе спасува многу животи. Одлично е развиена така кај нас. Предпоставувам дека иако е ова современа клиника за кардиологија така? Топ кај нас. Топ. Одлично функционира со огромен волумен на интервенции и со многу мал процент на смртност. На ниво на детска кардиологија? Детска кардиологија почнавме проект неонатална кардиохирургија. До сега над 100 деца има оперирано. Ама со гости ги викаме американски лекари. Врвен американски лекар. Вилијам Новик се вика, професор. Доби награда за најдобар неонатален кардиохирург во Америка. Океј. Сега многу интересно, нашиот кардиохирург неонатален ќе оди со него во странство. 2 недели да оперира и таму. Значи више навлегува. И сега втор треба да ставим одма, трет за да не биде на еден човек. Влегувавте навечер и му летувавте со оние како генерална инспекција у ЈНА на времето кога ќе му лета да ја проверат подготвеноста на касарните војниците и офицерите, опременоста. Правевте еден досега невообичаено во нашето здравство тие посети дури и најавени на Кајзен посети. Така се вика Кајзер посети. Кајзен, јапонска метода менеджментот, јапонска, ја Зихајл ке кажам. Не. Јапонска метода, тоа идеме по 5 дена седиме во болницата и ја анализираме целосно и предлагаме промена овдека, ондека и така. Конкретни работи. Има ли уште потреба за вакви посети? Да. Сега бевме на очната клиника, многу промени се направи. Сега планираме следна друга клиника. Сега ќе бидеме концентрирани моца на клиниките во Скопје. И што е главниот проблем вака? Кога ќе земеш све, што е прво? Што ти боде очи? Предпоставувам дека хигиената. Хигиена, однос, организација, менеджмент. И нема крај. Нема крај. Има многу работа. Не може да се реши со едно доаѓање. Не. Со тепање, со ќотек? Не. Со награди, со пари? Па имаме ние награди и казни, функционира системот за плаќање по учинок, некаде ќе пробат да извлажираат, тоа вака поприлично. Ако нек се вештат, нека пробаат, ако системот не чини, ќе го прелажат. Ќе го прелажат. Не. Ако е системот добар, нема да може. Може се да внесеш хартија, да трпи све. Ако пишам овдека дека сум направил 3 интервенции, сум направил 2, не е до системот, така? Значи, до тој што напишал грешно. Да најдеме некоја телепатски апарат како во X-Men, вака да може... Има уште такви работи, а се помалку и помалку. Се помалку и помалку. Гледам дека веќе се пореален внес на податоци има и одлично функционира. И тоа е сега. Океј, ќе направиме сега втора пауза, а после тоа ќе во меѓувреме ќе видам и прашања што се пристигнати, па ќе поразговараме уште некои теми и некои прашања кои не ги допревме, ги интересираат гледачите. Може. Одиме. Еден од новите и последните проекти кои ги имате, за кои, еве, да се подсетам и јас неколку цртки што ги имам направено, да не ги заборавам, тоа е Ало докторе. До сега ја искрено да ви кажам, кој имав мака, вака зорт кој ќе ме фатеше за мене или за деца, се јавував на брза помош и искрено да ви кажам, беа многу љубезни. Никош не сум имал потреба да ги викнам дома да ми дојдат, појма немам за тоа, некои ги критикуваат, некои не, ајде тука не навлегувам во тоа, но секогаш биле љубезни и трпеливи да ми дадат одговор, па види дајте му парацетамол, поднесете го на тој лекар или така и така натаму. И сум почувствувал дека навистина дали дека ми треба уите момент да свртам телефон, да се консултирам со лекара, да не отидам на лекар пред да отидам. Дали ова Ало докторе проектов што вие е токму ова што го мислам? Токму ова. И тоа специјалисти
доктори со големо искуство, над 10 години искуство како специјалист. Кои што работат таму како оператори, да речеме, се јавуваат пациенти или оние кои што имаат проблеми и поставуваат определени прашања за нивната здравствена состојба. И они имаат посебен прирачник кој што го изготвија, од кој што се водат во одговарањето. Таму се обично најчестите патологии за кои што се јавува. До сега, овие колку дена? Добро. Колку време е отворен? По 15-ти. Добро. Почнавме понеделникот. Значи неколку дена. 700 јавувања до сега. Вау. 700 јавувања. Тоа како јади бурек. Да. Значи одлично функционира. Гледаме дека има сериозен интерес од над 700 од граѓаните. Си се јавуваат, се интересираат, ќе прашаат, ќе им дадат одговори така натаму, така да ова функционира, мислам, супер. И ова ќе растерети многу. Ќе растерети брза помош. 15-20% брза помош се јавувања вакви. Ако тоа ние го растеретиме, ќе ми дадеме можност повеќе на брза помош да се фокусираат на стварно итните пациенти. Тоа е концептот овдека. А и нормално да се помогне на луѓе кога им е потребно такво нешто 24/7 ево. Значи во 24 часа работа 7 дена во недела. И така ја користев и во 3 ноќе и сабајна. Така ја користевме ние. Кој е бројот на Ало доктор? 15123. 15123. Добро, ќе го имам. Значи више нема да ја гњавиме, да ги гњавиме. Ја да им се јавно да им се заблагодарам на екипажот од брза помош за сите овие години помош што ми дале мене, сопругата, децата. Стварно се најдовте и за љубезноста. И така натаму, сега порад да бидете. Добро. И сега има еден друг концепт кој не можам да го разберам. Има неколку аспекти, не можам да го разберам баш и реакциите, позитивни и негативни. Амбивалентен сум спрема ова. Слободни здравствени зони. Ај, разбирам слободни економски зони. Но ова слободни здравствени зони. Ај, објаснете ми го, по кој урнек го правиме, што се конечните бенефити од ова? Ова е прилично нова работа во светот. Ја има во Дубај, ја има во Турција и мислам во Јужна Кореја. И тоа е тоа. Што е концептот тука? Дубај, Турција и Јужна Кореја. Да. Што е концептот? Концептот е да се определи простор како слободна економска зона што е, во кој што ќе може да се изградат болници, во кој што ќе се даваат здравствени услуги за пациенти од странство, не од Македонија, да има договор склучен со некој фонд од странство и во таа зона да има сериозни даночни бенефиции. Значи да нема данок, персонален данок на доход, да нема ДДВ, на опрема, на медицински потрошен материјал, на медицински помагала, специјални возила и така натаму. Со тоа што имаат обврски, да имаат 1/3 од докторите бидат доктори кои што имаат 5 годишно искуство како специјалисти во земја членка на ОЕЦД и да воведуваат и нови методи кои што ги нема тука кај нас. Тоа е едната можност. И имаат 10 години ослободување од даноци. А ако отворат и факултет за медицина, со професори кои што се од 100 најдобри универзитети во светот, и по тие програми и по таа литература, тоа ќе имаат 15 години даночна бенефиција и останат исти бенефиции ќе бидат кои што ги споменав. Тоа е генерално концептот. Го представив сега кога бев во Данска. И одма ве осудија овдека дека тоа е, не знам, неправедно спрема едните, сегрегација на народот, па сте дозволувале ова, па Не е сегрегација, тоа е посебна зона во која што ќе има посебни болници, и тоа е инвестиција странска. После 10 години таа пак тука ќе остане. Значи, таа има 10 години даночни бенефиции и не сме во тој период македонски граѓани да користат таа зона затоа што ќе има нелојална конкуренција ќе бидат. И тоа ќе има проблем со Европа. Ние целата оваа регулатива е усогласена со Европа. Усогласена е со Европа, погрешно се изразив, усогласена е со европското законодавство, односно со правилата за државна помош. Тоа е клучно. Океј. Еве, читам неколку, малце се обидов од прашањата. Бинова Светлана, нема точен одговор на моето поставено прашање. Добар муабет направивте за ништо. Господјо Светлана, ја ви благодарам. Да го одговорам? Појма немам.
чим веќе они дошле веќе да овакво мене не ме интересира, избришене. Не, може да го одговориме, не е проблем. Кој сака прашање? Океј, чим изгубила нерви не може да догледа, океј, нека си пушти, нека гледа шкотски парламент што се дешава. Таму е поинтересно, сега шкотите прогласуваат независност, веќе слават. Кажете ми друга работа, мене ми се јавуваат иако за моите граѓани и за јавното здравство не е важна работа, сепак ми вршат притисок, а тоа се волонтерите, сестри, невработени, договор на дело и слични работи. Не ја знам таа проблематика, тоа е некое што можете вие да одговорите на што можеме ние правиме. Тука над 1200 вработувања имаме реализирано во овој период во здравство, за период од 2 години, 2,5 години. Значи сериозно го закнавме здравствениот систем, ама се трудиме во со усвоени ограничени ресурси, што е дефиниција за секоја економија, да овозможиме што е можно поголем број на вработувања, односно ги пополниме сите слободни работни места. Радмила Топаловска-Спасовска прашува што ќе правиме со задолжителните вакцини. Ја би ја замолил да ја гледате емисијата од почеток, бидејќи токму на ова, зошто се задолжителни кај нас и во Бугарија, а во другите земји не биле задолжителни. Мислам би било веќе дегутантно по трет пат да го повторуваме тоа, бидејќи го одговаравме, ги одговоривме овие прашања. Добро да ве прашам ова со волонтериве. Морате ли така да работите со волонтери? Некаде требаат, некаде веројатно и не требаат. Мене малце ме буни. Волонтер, значи во странство, кога сум имал одмака, волонтер работел... Знам. Значи ова не се волонтери. Не. Кај во странство е волонтер кој што доброволно го жртвува или го вложува своето време за да помогне на некој. Без никаква надокнада. Овде бараат плата, бараат вработување. Значи не се волонтери, ова е нешто друго. Не, овде ка земаат 4000 денари за волонтерски стаж, тие што го бавуваат и не е тоа решение, како да ви кажам, комплетно различно се. Ја можам да кажам, волонтери сте, нема што да барате, ама не е така. Некаде се сериозно потребни. И се трудиме, еден добар дел ние сме вработиле. Ама тоа се условите, тие се можностите, се трудиме во рамки на овие ресурси што ги имаме да го решаваме проблемот. Покушавам да го најдам дури од таа господја што се жалеше дека не е одговорено на прашањето. Ја вчера им реков дека прашањата јавно да бидат објавени на порталот, она не изгледа најверојатно. Зошто Бинова Светлана? Зошто интернет не може да одговори на едно просто прашање колку сати трае новиот инсулин? Има дејство 2, 4, 6, 12 и 24. Може ли да одговорам оно што одговоривте? Значи, ја да одговораме не сериозно, не сум лекар. Ама рековте дека исто трае како можам да она што лекарите ми го кажаа пред да дојдам во емисијата имам состанок. Така. На оваа тема исто прашање беше поставено. Така. Од здружение. Така. Доктор пред мене им потврди нема разлика. Господине Тодоров, и вие заборавивте, ова го одговоривте во емисијата, а господјата и очигледно не заборав, само може би било лошо ја директно да ја одговорам. Може би малата невеста ја догледувала, па не ја гледала. Ке има реприза во 2 саат бајле, ке има реприза во 10 бајле, снимка од гостувањето ке има на YouTube. Може не сте задоволни од одговорот, но ја го постави прашањето и министерот одговори. Значи ве молам, тие констатации дека не сте добиле одговор, чувајте се ги за зимница, вака не знам што друго искрено да ви кажам, затоа што скоро сите прашања ги поставивме. Предизвиците на современието имаше една голема кампања, па дури идеше на вести, знам Латас кога збореше употребата на антибиотиците. Нашите лекари како каубојци многу лесно се фаќаа за револверот и препишуваа антибиотици, скоро за се. Се менува свеста и кај лекарите, но пред се таа почна кај родителите. Јас сум еден од оние, чии првото дете беше клюкано со сите можни антибиотици, да последново се борам да не добие ама баш никаков. И можам да се го споредам здравието дека и едното и другото има разлика во нивното здравје. Значи, антибиотиците во светот веќе покрај нивното полезно дејство се повеќе се покажуваат како нивните последици да се
многу посериозни. Во американското и во руското здравство е многу тешко да дојдеш од лекар да ти препише антибиотик. Кај нас е многу лесно. Дали ќе има некоја промена во свеста, концептот и пристапот на ова? Мора да има, затоа што се јавува резистентност, се јавува отпорност и потоа нема да действува антибиотикот. Која е најпотребно, нема да делува. Знаеме дека е така, него Тоа е вака, ама знаеме дека е така, ама не го почитуваме тоа. не. Треба свесноста да се изгради. Значи сите знаеме дека не треба да се прима антибиотик, ама пак има луѓе кои што ќе отидат во аптека и ќе си купат антибиотик. На своја рака, без лекари, ќе си го зема, знам што му е на детето, дај му таму амоксиклав или не знам што, тоа е. Не треба така. И не сме така, затоа што некогаш тоа може да биде, да направи проблем. И треба да се изгради свест за тоа и треба секој од себе да тргне. Да каже, не смеам така, треба да одам на лекар, ако лекарот реши дека треба антибиотик, тогаш треба да се даде антибиотик. Ако не, не. Значи и вие имате веќе пристап да се редуцира употребата. Имаме и сериозна акција више. Идеме Кампања. по аптеки, инспекции правиме, не смеат да дават антибиотици без рецепта. Никаде у свет тоа е невозможно. Антибиотик да ви дадат, идете во Америка или во Германија или во Франција, нека ви дадат антибиотик без рецепта. Теоретски шанси има. Маја Бојаджиева вика, кажете му да ја посети траума на втора и трета смена, има што да види. Не објаснува ништо. Сум ја посетил. Генерално, траума ургентен центар е тоа. Во ургентен центар, втора и трета смена доаѓаат ургентни случаи. И во Скопје има два ургентни центри. Еден е во Нова Градска, 8 септември, еден е во клиника и уште еден, уствари, во Стара Градска, кој што делува исто така како ургентен центар. Така да, тука се распределени сите случаи, Скопје е голем град. Навечер се случува да има поголем број на случаи во исто време. Тоа е бројот на лекари кои што се таму. Некогаш настануваат проблеми, некогаш, како да ви кажам, секој пациент што доаѓа на ургентен мисли дека е наиден. А работа на лекарот е да направи триажа и да оцени каде прво треба да се фокусира, на кој прв пациент треба да му се укаже помош. Тоа е работа на лекарот. Многу често тоа не се почитува. Сега, ако има некои проблеми од организацијски аспект, лекарот, нешто да и така натаму, тоа стојам и треба да се среди. Вака, докаде е реконструкцијата на кардиологија и кога се планира да биде пуштен? Кардиохирургија. Кардиохирургија. Па во теке. Реконструкцијата, мислам дека некаде таму крајот на ноември би требало да биде готово. У клинички центар, кардиохирургија. Да. Добро. Законот за сурогат мајка. Помина вчера во собрание на прво читање. Сега треба да иде на комисија. Прилично вака интересен закон. Некој го викаат авангарден, револуционерен. Мислам дека ќе помогне. Мислам дека ќе помогне на определена категорија на луѓе и од тој аспект мислам дека правиме добра работа. Ја имав овдека едно интервју во врска со донација на органи и добив многу прецизни одговори. Тоа добро функционира. Ама ми останува пак нејасно. Кој јас немам никој зад мене, ни една личност. Дали мојата волја да не донирам органи ќе биде зачувана утре во ситуација кога ќе нема кој да потпише за мене? Освен не, вака е системот сега. Сега имаме ние систем на предпоставена согласност. Односно, се смета дека секој граѓанин на Република Македонија е потенцијален донор на органи. Освен оној кој што за време на животот потпишал изјава со која што изрично тврди дека не сака да биде донор на. Ќе ми биде почитувана таа изјава? Ако има таква изјава дадена, задолжително. Значи тоа мора да се почита. Чај, да истотовирам овде? Не, изјава се дава на нотар, се достава до национален координатор. Ако ставам дека не сакам со дефибрилатор да ме враќате во живот, дали тоа ќе се почитува? Не. Не, а? Не. Во Америка има веќе ставаат тетоважи дефибрилатор, please no. Не ме враќајте ако фатам. Некоја фора има тоа, затоа што Не, има луѓе сериозно, значи што може да направи дефибрилатор?
да те врати во живот. Ама не, што штета може да направи? Што викаат нов дефибрилатор. Ама не, ако веќе го пукнал инфаркт, путуе више, не ме враќај назад, дриже. Мој избор. Не е само убиство, туку е веќе етичко прашање. Ама рековте, не. Вие ќе постапите сепак како што треба. Добро. Имаме конкретно прашање, да не ветерам во научна фантастика. Вака, поздрав до министерот, сакам да прашам доколку немаме упут од матичен педијатар, не смеат да не примат во педијатрија во Струмица. Син ми имаше 39,5, а докторката ни рече дека не сака да не прими бидејќи немаме упут, а матичната не ни работи во сабота и недела. Што овакви ситуации? Не, мора да го примат како итен пациент. Мора да го примат. Значи, ќе го разгледам случајот. Ќе го разгледате случајот. Струмица, ставене, објав, четворица значи се вика Славица Переклиева Лазарева и го имате на мојот Facebook профил, вашето гостување каде што е наведено. Сите овие прашања. Па јас би ги замолил сите гледачи кои имаат конкретни прашања до вас, а не можеме све да одговориме, нели? Јасно ни е дека до 4 сабајле има прашања и подпрашања. Имаме за операции, биле одобрени, не биле одобрени во странство, случаеви и така натаму, и така натаму. Значи, да не идеме случај по случај. Еве, јас ги канам, мојот Facebook профил нека го искористат во наредни денови. Знам дека имате добра екипа, ќе ги прегледа. Ќе ги разгледаат, ќе одговорат на сите. Океј. Тогаш да не ве задржавам, ја ви благодарам на вистина исцрпното интервју. Имаше многу актуелни теми и многу расчистивме, а уште еднаш моја длабока почит како човек и како министер, што се осмеливте да говорите за некои работи каде што обично или арогантно ги отфрлаат, или не сакаат. Покажавте дека сте доблесен човек, покажавте дека сте малку над својата професија, да менаџирате со едно вакво осетливо и да ги слушате граѓаните, па кога дури се и налудничави, да имате трпение да им одговорите. На луѓето им треба утеха, избор и дебата. А дебатите наскоро ќе бидат и за вакцини, и за инсулинската терапија. Овдека ја ќе овозможам и ќе ми биде задоволство да им помогнам на граѓаните. А вам ви посакувам успешна работа како и до сега. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.